Увид во условите и начинот на работа на Воспитно-поправниот дом во Волковија денес направија неколкумина владини и невладини представници. Моментално во него се сместени 16 малолетници, кои се вклучени во процесот на образование и ресоциализација. Се грижиме максимално од сите аспекти за овие деца, од здравството, од образованието, ресоциализацијата секогаш ни е на првиот план. Регулиран е процесот на образование како основно образование за оние деца кои што не имале можност во надворешниот свет тоа да го реализираат. Исто така, реализиран е процесот на средното образование, оние деца кои што не успеале за било кои причини да го завршат средното образование, тука ние им го возможивме и тој благодет, да речам, на децата. Исто така, можам да кажам дека заедно со Сдруженијето на млади правници сме во преговори за уписи на факултет на некои од овие деца во нашава институција. Идејата или целта на секој казнено-правен систем е двојна, и издржување на санкцијата, но и ресоциализација. Мислам дека во случајот на малолетниците или на децата, по моје мислење е многу поважна токму ресоциализацијата и токму нивното враќање на еден прав пат и од овде да излезат како сериозни личности подготвени да се вградат во нашето општество и кои што можат да имаат и лична среќа и добра иднина. Образованието беше предизвик во ваквите институции со години и тоа беше нотирано во сите извештаи. Посебно квалитетот на образованието, дури и онаму каде што и формално се овозможуваше како образование. Како министерство си ја зафативме оваа задача сериозно, не само што образованието во оваа институција се одвива во континуитет и квалитетно, описменувањето се врши на секојдневна база и завршувањето на врските од страна на учениците исто така. Но значајно е тоа што во Законот за образование на возрастни за прв пат се регулира и формално правно системот на образование во воспитно-поправните домови. ВП домот е поддржан и од програмата за развој на Обединетите нации. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права пак вела дека оваа воспитно-поправна установа треба да биде пример за другите установи од ваков тип. UNDP is following the principle to left no one behind, and because of that we are working with the Она што е главен принцип на UNDP, на Организацијата на Обединетите нации за развој, е дека не треба да се остави никој да заостане во процесот и токму затоа сме среќни што во континуитет веќе подолг период обезбедувавме активности кои што се однесуваа на образование и стекнување на стручни вештини од страна на малолетни и осудени лица. Се исполнети сите стандарди, ние ќе продолжиме да ги следиме случувањата, ќе продолжиме да следиме дали и понатаму ќе се одржува овој објект на начин кој што ќе на соодветен начин. Воспитно-поправниот дом во Волковија започна со работа во ноември минатата година.